Одредени државни, политички и верски структури вршеа притисок врз муфтиството на ИВЗ во Струга, не можејќи повеќе да ја трпат нашата работа и активности, обвини денес разрешение од струшки муфтија Ферат Полиси. Раководството на ИВЗ во Скопје на вонредна седница вчера по 12 години на чело на струшкото муфтиство го разреши Полиси после рушењето на дел од 5 века старата Мустафа Челеби џамија во Струга. Тој каже дека имал намера да направи голем верски објект за повеќе од 1000 верници. Полиси уште обвини дека за сето ова се крие длабока политика, бидејќи надлежните институции џамијата под заштита ја ставиле само пред 2 месеци. Па и државни органи и политички органи, бидејќи нашето влијание беше толку силно во Струга што муфтиството стана како една да не кажем вид политика, него како едно нешто што врз таа муфтиство се собира многу луѓе, значи ние бевме како едно движење. И сега тоа се разбира на некого му спречеше. Али без и на него и некои обвинувања од страна на некои одредени партии, мислам дека и тие беа претерани, бидејќи јас морам да работам со тие кои се на власт. Морам да работам со тие кои дават дозволи за изградба. Морам да работам со тие кои се надлежни. Полиси вели дека прифатил одлуката на ИВЗ, но признал дека односите со раководството му биле нарушени во последно време. Имав предупредување од самиот поглавар да не брзам со рушењето на додавниот дел, но јас имав точни информации. До вчера, ако не се рушише тоа, веќе имаше одредена комисија. Вчера имавме од Скопје, од Министерството за култура, каде што тие сакаат целосно да го стават под таа заштита и знаев што имаше да се случи. Збогум со голема џамија во градот и центар за клањање. А планот ни беше за 1000 верници да се клањат. Сега стана она што стана. Џамијата делот е рушен, па дај Боже новите сили ќе го преправат можеби и поубава. Полиси не чувствува никаква одговорност за рушењето на џамијата и тврди дека ги поседувал сите потребни документи. Тој ги негира информациите дека одредени џамии во Струга и Струшко важат за упориште на вехабисти и радикален ислам. Во Струга нема вехабисти, нема екстремисти, во Струга има само добри верници. Јас во ово 12 годишна моја работа не сум се соочувал со такви проблеми, со такви појави, наспроти. Еве, јас ја рушив, а не веабистите, пошто нема веабисти. Јас сум тој што правив и други работи во смисла на мојата надлежност и работа, значи во Струга нема ни веабисти, ни екстремисти, него има само добри верници. За нов муфтија со одлука на ИВЗ во Струга е назначен Салим Сулејмани, со обрати само на албански јазик, при тоа не кажувајќи што понатаму со џамијата.